Со подигнување на знамето на Крушевската република од страна на свечената гарда на армијата на Република Македонија, интонирање на химната, читање на Крушевскиот манифест и положување на свежо цвеќе пред бистите на војводата Веле Марков, гробот на Питу Гули, гробот на Тоше Проески, пред споменикот на партизанските гробишта и пред криптата на илинденците, започна свеченото одбележување на научно-културните средби 10 дена Крушевска република. Пред присутните граѓани на Гумењево Крушево се обрати градоначалникот Томе Христоски, министерот за култура Зоран Јутков, а беше присутна и председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова. Градоначалникот на Крушево порача дека пред 122 години токму тука се роди Крушевската република, првата демократска искра на Балканот. Младите идеалисти со големи соништа и уште поголема храброст, обединети во различностите, без разлика на вера и народност, покажаа како изгледа вистинската слобода и солидарност. Тоа не беше само бунт, тоа беше визија за еднаквост, за човечки правдини, за држава на сите, без разлика на вера, народност или јазик. Тоа е нашето наследство, тоа е нашата обврска. Нашата порака е вечна. Слободата не се подарува, таа се освојува. И не се чува со зборови, туку со конкретни дела. Ние, вашите вечни комшии, пријатели и познаници од убавото Крушево, без разлика на вера, народност, пол и убедување, сме обединети. Денес, македонците, албанците, турците, власите, ромите, србите, бошјаците, заедно сме повеќе од било кога. Крушевската република беше визија пред своето време, за еднаквост, за слобода, за заедништво. Денес, нашата мисија е да продолжиме по таа визија, со храбри одлуки, со работа и со обединетост. Денес ние не носиме пушки во рака, но ја носиме истата одговорност, да го чуваме достоинството, идентитетот и иднината на нашата земја. Ние се бориме против апатија, против поделби, против заборав. Се бориме за работа дома, за младост што останува, за култура што цвета, за економија што расте. Илинден не е само минато, тој е повик и за иднината. Да бидеме храбри, како илинденците, одлучни, како тие што напишаа историјата со срце, револвер и кама, со љубов кон татковината и верба кон иднината. Денес, нашата генерација има наша борба. Таа е нова борба за подобро образование, за достоинствен живот, за развој, за задржување на младите дома во нашето убаво Крушево. Христоски порача и тоа дека Илинден е светилник што не води напред. Тој е потсетник дека Македонија се сака со срце, но и со работа, со страст, но и со визија. Христоски додаде дека треба да бидеме поколение што нема да зборува за Илинден само на 2 август, туку дека тоа ќе го живееме секој ден, со единство, љубов и одлучност. Илинден е повеќе од празник. Тој е наш идентитет, наш завет. Тој е сведоштво дека еден мал град со големи луѓе може да создаде голема историја. Драги пријатели, драги гости, драги мои сограѓани, денес нека ни биде потсетник дека секоја генерација има свој Илинден. Нашиот е денес. Да бидеме генерација што ќе остави трага, што ќе изгради и што ќе создаде. Министерот за култура Зоран Јутков, кој што и официјално ги отвори научно-културните средби 10 дена Крушевска република, истакна дека на ова место пред точно 122 години се роди надежта, се роди републиката, како и сонот за праведна, демократска и народна македонска држава. Илинденското востание беше морална победа на подчинетиот над угнетувачот, на сонцето над мракот, на идејата над силата на империјата. Оттогаш, историското Крушево не е само сентиментален символ. Крушево е критериум. 10 дена Крушевска република беа 10 вечности. 10 утра на надеж
10 здивови на храброст, 10 отчукувања на срцето на еден народ што цврсто одлучил да му стави крај на молкот и за секогаш да ја победи темнината. Крушевската република беше македонската химера на слобода, на скапоцен сноп светлина на петвековниот мрак. И незиниот глас се уште одекнува. Низ песните, низ приказните, низ зурлите и тапаните, низ иконите, низ занаечискиот чекан и низ насмевката на секое дете кое што туку заучува дека Македонија е се што имаме. Љутков додаде дека манифестацијата 10 дена Крушевска република не е само фолклор, туку дека таа е повторно прочитано писмо кон иднината, напишано со крвта на младите востаници, во кој што се уште татнат зборовите на Карев. Јас верувам во мојот народ, во неговата борба и во неговата иднина. Денес, под ова отворено небо, над Крушево, повторно ќе се слушне нашиот глас. Не како ехо од вчера, туку како екот за утре. Овие 10 дена од манифестацијата нека бидат денови што треба да не сепнат, да не натераат, да ја мериме својата одговорност пред вечниот самопрегор на илинденците. Манифестацијата 10 дена Крушевска република е жива лекција. Таа е сцена и совест, празник и обврска. Да бидеме достоинствени и кога сме гневни кон неправдите. Да го прифаќаме новото, но никогаш да не го заборавиме изворот. Во наредните 10 дена има подготвена богата програма која што ќе ги задоволи сите вкусови, како на помладите, така и на повозрастните. Оваа година се потрудивме да имаме побогата програма во однос на останатите денови од Крушевската република. Односно на 3 август настапуваат музичкиот состав Боите на М заедно со светскиот кларинетист Исмаил Лумановски. 4 август е денот на влашката култура. Го славиме традиционално секоја година истиот ден. Оваа година со изложба на Зоран Кардула, Флора Имагинариум. Потоа на 5 август имаме исто така добри бендови Индамут од Скопје, Блуз бенд и Пијан Славе. На 6 август ни е резервиран за Куд Илинден од Демирхисар со пејачката група Орхидеја од Прилеп. Потоа на 7 август ни гостува театар Велес, а исто така гостува и театар Златен елец, испуштив на 2 август на летна сцена. На 8 август заедно со Уинин Крушево оваа година настапуваме. Со тоа што ја збогатуваме и туристичката понуда во градот Крушево. Тоа е нивна заслуга. Додека пак културно-метничката програма е од наша страна покриена и настапуваат Трето колено, даваме можност на нови авторски бендови од Македонија да дојдат до израз. Потоа рок бендот Revelation исто така од Демирхисар. Имаме детски фестивал Сидо ни гостува, имаме и театарски представи за деца во програмата вклучени, како и театарска работилница за деца. Утре, на главната свеченост, која што ќе се одржи на Мечкин камен пред присутните, ќе се обрати председателката на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова.